Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер на Радио Лидер. Наш вечерашен гостин е Дафина Стојановска, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Вака за почеток да започнеме малце со надворешна политика. Денеска во посета на нашата држава беше Питер Сијарто, министерот за надворешни работи на Унгарија. Меѓутоа, она што е интересно, он денеска имаше средба и со председателот на ВМРО ДПМН, со Христијан Мицкоски. Мицкоски денеска исто така имаше и телефонски разговор со Доналд Туск, председателот на Европската народна партија. Некако се чини дека опозицијата повеќе лобира за државава на меѓународен план отколку власта. На што се должи тоа? Мислам дека е добра констатацијата, мислам дека и тоа се должи најмногу заради тоа што за ВМРО ДПМН секогаш во преден план се државните интереси, па после партијата и се останато, за разлика од партијата на власт, која што видовме дека изминативе веќе четврта или пета година како ја водат државава, во пат и со втор мандат на избори какви што беа оние последните во јули оваа година. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз пред се си ги има своите лични интереси, дури не интересите на оние кои што им ја дадоа поддршката, зборувам за интереси лични, за тоа како да си ги водат нивните бизнеси во фирмите блиски до нив, за криминалот, за корупцијата и далеку од тоа дека мислат за нешто подобро, а еве сведоци сме дека воопшто за преговори за тоа дека Македонија не само во нивно време, туку Македонија мислам дека имаше 8 или 9 препораки позитивни од Европската унија, меѓутоа никако да стигнеме до тој датум. Тие кога првиот мандат го добија, велеа дека единствен и најголем проблем за тоа што Македонија се уште нема добиено од почеток датум за почеток на преговори со Европската унија било само името, уставното име кое што неуставно го променија, но за жал видовме дека тоа ниту бил единствен проблем, ниту најголем проблем. Тие докажаа изминативе години на нивно владење дека проблем е тоа што начинот на кој што тие владеат, државава во светот и во Европа е позната само по криминали, по скандали, по корупција и мислам дека тука лежи основниот проблем и со ваква власт, за жал, останува ВМРО ДПМН како партија која што навистина се бори, остварува средби. Јас не знам дали се води некоја статистика, дали владеачката партија или општо владата која што тој како задача го има, или пак ВМРО ДПМН како партија со незините делегации, представници имаат остварено повеќе средби со меѓународна заедница, со представници на европски држави, на европски партии и така натаму. Така да и денес воопшто не ме чуди што председателот Христијан Мицкоски остварил еден телефонски разговор, а ете во седиштето на партијата ВМРО ДПМН присуствувал и гостинот кој што официјално беше гостин на Република Македонија, колегата на Бујар Османи. Значи, заклучокот е тој, за жал, дека ВМРО ДПМН сепак многу повеќе се залага, многу повеќе се труди да оствари што повеќе контакти, но она што нас не загрижува и што при секоја една таква средба го пренесуваме е фактот дека оваа власт наместо да се бори со криминалот и корупцијата, стана сојузник со истите и мислам дека тука лежи најголемиот проблем. Секако би ја споменала, сега основна пречка е Бугарија, но и она што на Бугарија се дозволи да го прави и да го кочи добивањето на датум, повторно е овозможено од страна на Зоран Заев и на таа недипломатија која што ја водеше, која што дозволи Бугарија да може да ни се меша во креирањето на учебниците, во нашата култура, историјата, што значи да ни се меша во суверенитетот на нашата држава. Тоа е чисто жолт картон за Зоран Заев. И не мислам дека е многу смешно сега тој да се повикува на некои патриотски изјави, на црвени линии, на идентитет. Сето тоа тој го распродаде или го стави на маса за преговори, а за мене само е сигнал таквите негови изјави во последно време дека е свесен дека е неуспешен во она што го ветуваше за граѓаните на Република Македонија и едноставно е како најава за она што следува дека Македонија за жал
Мислам дека со вакво лидерство не може да очекува да добие датум за од почеток на преговори, еве најскоро во јуни, не дека тоа ВМРО ДПМН не го сака или било кој граѓанин во оваа држава, но со ваква власт, за жал, мислам дека Европа е свесна каква власт не води, се повеќе ќе станува свесна, нема ден да не помине со некој откриен скандал, корупција, за жал не од институциите на кои што тоа име работа, туку нели скандалите ги откриваат или ВМРО ДПМН или некој свиркач или некој медиум, додека институциите работат по налог на Зоран Заев. Доколку тој им даде зелено светло, ќе се покрене некоја постапка или доколку решат да покренат некоја постапка, тогаш нели како жртвен јагниња одат оние кои што се едни од помалку виновните, не велам невиновни, или оние кои што Зоран Заев дефинитивно решил да ги жртвува, а се заради негов спас од одговорност. Меѓутоа, мислам дека сите лаги, па и сите пари за корупција и мито изборна му се веќе истрошени. Не знам на која карта планира воопшто да игра на следниве избори. Најпрво нели доаѓаат локалните во октомври. Гледате со какви градоначалници ги изминавме овие 3,5 години, градоначалници кои што сега во последниве 6 месеци почнуваат по нешто да градат или ќе им помогне владата во некој заем, како оној заем за господинот Шилегов, градоначалникот на Скопје, кој што ја чини државата преку 70 милиони евра, проект кој што го имаше ветено, мислам на проектот брз автобуски превоз, кој што го имаше ветено во програмата за градоначалник, на кој што се сети токму сега пред истекот на неговиот мандат и за кој што само ќе останеме, мислам, со заем, меѓу многуте заеми кои што оваа влада ги направи, а ги донесе најголемите буџети хронолошки досега. Меѓутоа и со тие најголеми буџети, за жал, ние нигде не тргнавме. Јас не знам некое поле, некоја сфера во општеството за кое што можеме да речеме добро, барем тука нешто успеа. Значи, апсолутно ништо. И конечно, изминативе 14, веќе 15 месеци ни се случи пандемијата, за која што мислам дека дури и не ја злоупотребуваат во дел како оправдување за она што не го направиле досега, во дел повторно за да класично профитираат и од една ваква несреќа, од несреќа која што однесе многу повеќе жртви од било каква или природна катастрофа или војна, но одговорност ниту чувствуваат, ниту гледам дека планираат дека навистина се одговорни и дека ќе дојде време кога правдата навистина ќе профункционира во оваа држава и пред таа правда тие се првите кои што треба да одговараат. Значи за многу работи. И затоа да се вратам на првото прашање на дворешната политика, затоа сме тука кај што сме. Искрено, дали сепак вие сте и пратеник и секојдневно сте во комуникација и со вашите колеги, меѓутоа и со меѓународниот фактор, често комуницирате со нив. Дали е вистинската причина зошто се заглавени преговорите и сме таму каде што сме? Вистинска причина е она обструкција од Бугарија или пак начинот на кој што се однесуваат нашите државници. Тука би прашал, се сеќаваме сите на легендарна фотографија селфи во авион што го добивме датумот пред 3 Тоа беше првото добивање, првата прослава. Имаше 3-4, мислам. Уште не дознавме датумов кога. До сите оние скандали и афери, почнувајќи од рекет некако 3 години Македонија се доби впечаток и добиваме впечаток дека е меѓународно изолирана држава. Дали се должи тоа на фактот што разни пранкери се јавуваат на нашиот премиер, открива тајни кои што се воено сензибилни и за НАТО, алијанса во која што ние сме членка, го променивме името ради тоа. Една година и еден месец Македонија се уште нема свој представник, таму немаме амбасадор во Вашингтон со години, 3 или 4 години, во најмукната држава во светот. Немаме амбасадор во Пекинг, во Москва, немаме во Белград, немаме во Софија. Многу киксови, многу грешки станавме подсмев на меѓународната сцена. Дали е тоа причината или е сепак оние небулозни барања од Бугарија кои што се чини дека се само некаков изговор, колку да не ни ја кажат реалност? Видете, Кукич, јас не ја оправдувам Бугарија, но ниту ја обвинувам. Со ваков преговарач, секој ние на крајот од денот и подпишавме договор со Бугарија.
Кога ВМРО ДПМН, мислам дека тоа беше првиот дипломатски чекор кој што Заев го презеде откако стапи на функција. На 1 јуни се формира владата 2017, на 1 август дојде Борисов тука во Македонија и кога ВМРО ДПМН предупредуваше дека брзаат, дека не е се така едноставно, тие велеа ние решивме повеќе децениски спор. Истото ни се случи за една година после со Преспанскиот договор. Тие се удираа во гради дека решаваат повеќе децениски спор во време кога ВМРО ДПМН ги предупредуваше дека отвараат Пандорина кутија и дека допрва проблемите започнуваат. И сведоци сме дека навистина започна. Јас затоа не верувам дека Бугарија е виновна. Виновна е политиката, како внатрешна, а особено надворешната, што Македонија се наоѓа во една ваква слепа уличка. И тука никој не треба за тоа да го обвинуваме, освен Зоран Заев и неговата надворешна политика. Никола Димитров го тргна настрана, сега е Бујар Османи, но ништо не е променето. Апсолутно ништо. Зошто? Затоа што ние имаме такви преговарачи. Преговарачи кои што прво седнуваат на маса и веднаш прифаќаат. Се сеќавате на оној непристоен предлог, ние го нарековме кога и ВМРО ДПМН беше вклучена во оние преговори почетни за спорот со името, кога Заев од прва ја прифати понудата за Илинденска Македонија. Уште тогаш ние предупредувавме дека тој веќе се фати на мамецот. Истото тоа го направи со Бугарија. И затоа сега ние сме таму кај што сме, и затоа сега Бугарија може во секој момент, не само овој пат, и некој следен чекор Бугарија ќе рече стоп. Зошто? Затоа што Заев на маса го стави Гоце Делчев, Заев за бугарска телевизиска куќа изјави дека нели јазиците ни биле речиси идентични, исто се говорело и во Струмица и во Петрич. Заев беше тој кој што кажа дека овдека немало жртви од фашизмот, дека тој ги менувал спомениците, надписите на спомениците, аз не знам кој закон. Градоначалник ги... Значи, ова е страшно, ова е смешно. И добро рековте, станавме земја за подсмев, земја за пример како не треба да се води ниту внатрешна, ниту надворешна политика. Значи, полни сме со скандали, со криминалци во врвот. Значи, криминалци во раководството, во власта, во владата ни се криминалците. И тоа гледате, се работи за милионски суми, за проневери, за, како да ви кажам, тоа не да не е трагично, че беше смешно, но трагично. Народов од една страна ни се бори за живот, преку 500.000 граѓани се сиромашни, проценките се дека може би уште 150.000 во теков нова година или минимум 70.000 ќе станат сиромашни. Светски куќи кажуваат дека сме хибриден режим, 111 место по индекс на корупција, најнесреќна земја за живење, на последно трето место позади нас, мислам Босна и Херцеговина, не знам кој беа според демократија, значи каде да се свртиме? Извештајот на Греко го кажавме, самата председателка на ДКСК вели дека сериозна ни е состојбата со корупцијата, не опоменуваат исто така од Греко дека е несватлива функцијата која што има вице-премиерот Љупчо Николовски, а што да речеме за оној прв вице-премиер, значи не е смешно, е трагично, тонеме. Тие не продолжија, тие наследија барем еден континуитет и во водење на дипломатија, но и во економски развој. Кај сме сега? Преку 6200 фирми се затворени, така? Над 60.000 имаме нови невработени. Кај ќе одиме? Значи, во чор сокак сме, јас не велам дека тие ќе се спасат ако ја изгубат власта. Што се случува со Македонија? Оној кој што ќе наследи власта после вакви криминалци, го чека многу работа. Немаме континуитет, ние имаме дисконтинуитет, во бездна не однесува. Тонеме. И посебно со пандемијава, значи тоа не можам да го сватам, овој народ е толку заплашен, толку повлечен со вакви криминалци. Мислам дека нив им и една од тактиките тоа да го заплашат народот. Па народот не сака да има проблем ниту со институција каде работи, ниту со институција каде треба да се обрати. Едноставно потиштен, сиромашен, се плаши за своето здравје во моментов. Ама до кога? Затоа велам, сите џокери, сите лаги, па и сите пари Заев веќе ги строши. Тој беше нели коцкарот, комарџијата кој што велеше одам на се или ништо. Што испадна? Ништо. Ништо од Македонија. Тие се какви што се, но за ова мора да се одговара Кукич. Значи, неминовно е, затоа велам, може би народот вели нема да има одговорност повторно. Не сме.
Ние се бориме за тоа дека не сме ова непростливи грешки се што ги направија. Во чекор не само надворешна политика, значи економија, образование, земјоделие, здравство. Една тема да зачнеме да речеме добро, тука има некој напредок. Ништо. Нула. И затоа немаме ниту надеж дека тие може да се слават и по не знам кој пат добивање на датум, но мислам дека се и тие се повеќе свесни, затоа сега ќе почнат да бидат смешни и да ги гледаме нели во улога на патриоти, ама народот мислам дека веќе одамна ги има прочитано и брзо доаѓа. Имаше еден, сега нели сме излезени на терен со граѓаните, па од многу интересни некои така народни поговорки ќе слушнеш од такви луѓе и ми остави впечаток. Имаше еден повозрасен човек, вели Дафина, дојден и ми е денот само часот уште да го дознаеме, значи мора да заминат. Оваа држава многу издржа, но мислам дека со овие повеќе не сме. Нема простор за тоа дека тие можат и смеат да продолжат на овој начин да функционира. А дека имаат свест или кај нив некаков аларм дека на вистина треба да се променат, апсолутно не гледам. Ја споменавте нели парламентот, работата, значи воопшто ако сигурно следите работата во парламентот, значи кај мнозинство, пратениците од мнозинството во парламентот, значи апсолутно се уште кај нив постои таа ароганција, таа надменост, тие покажуваат сила, покажуваат моќ, тие можат се, а гледаме дека ништо не можат. Па ќе почнат да обвинуваат, велат ние го блокираме парламентот, апсолутно не е така. Тие беа свесни кога нели формираат, го добија мандатот како што го добија и од Пендаровски, беа свесни дека имаат тенко мнозинство, но се однесуваат како да имаат, не знам, над 80 пратеника во нивната пратеничка група и нивната ароганција, нивната подценувачки однос према нас па и спрема сите останати, тоа се гледа. Но да имаат барем основ зашто така би се однесувале. Имаше една статистика скоро се извади за тоа процентуално кој бил поактивен, нели тие ќе речат стоиме позади врата, не влегуваме во сала кога се одвиваат пленарните седници. Значи, еве и ако така е, а знае народот добро кога ВМРО ДПМН не влегува и зошто, ти имаат многу мал процент на луѓе кои што говорат. А замислете, предлозите најчесто доаѓаат од владата, значи претениците од мнозинството треба да ги бранат, значи тие ни за тоа не се подготвени. За нив е најдобро што потивко, што побрзо да се помине со помалку говорење, па сега после таа статистика од како им ја обелоденивме, мислам дека малку повеќе се трудат, но не се подковени. Прво реално нема аргументи за да го бранат она што тие треба да го бранат и затоа кога говорат пратениците на ВМРО ДПМН или со помош на оној кој што ја води седницата, ќе се обидат или да не дефокусираат, или да не прекинат, да не одземат збор како оној пат за интерпелацијата на Спасовски што бидна и така натаму, или кога ќе се јават за реплики, значи говорат и во крајен случај кога немаат никаков останат аргумент, ќе се навратат на Скопје 2014 или на Белата палата. Значи, крајно, како да ви кажам, немаат аргументи. Немаат аргументи и мислам дека точно е тоа што ми го кажа овој човек Викендов, дека денот им е дојден, уште часот да го дознаеме. А за тоа самите се заслужни. Никој друг не е виновен. Вака ја лично мислам дека држава има одреден успех во некоја пола. Тоа е во натурализација. Додека сите нормални држави натурализираат или спортисти или научници, ние натурализираме мафијаши и криминалци. Да. Говориме за луѓе што тежат милиарди долари. Имаме човек од Турција, Седат Пекер, кој што е светски познат, тежи милиарди долари, има добиено легален македонски пасош. Човек кој што пред неколку дена изјави дека имал средба и бил дома кај нашиот премиер, дека нашиот стандардната реплика го познава од телевизија и ништо повеќе од тоа. Да, тука сте во право. 214 криминалци, мафијаши, платени убијци. Да, си добиле
легални пасоши, ако можам така да ги наречам, иако постапката е нелегална. И видовте како брзо се заврши тој случај. Кој е обвинет? Или денес, нели, имаше вест дека е сменет од Лазе Велковски разрешен. Да. Нели е тоа сомнително? Значи, како да ви кажам, па филм да е, па ќе го предвидеме крајот на филмот. А овие се прочитана книга. Значи, криминал, како што реков, корупција, скандали, афери, милионски суми. Значи, ако нешто ни доведува во Македонија, тоа се вакви белосветски криминалци, дрога. Значи, еден чесен човек, а ветува, нели, дека ќе ги задржат во Македонија интелектуалците, младите. Каде се сеа тие статистики? Или кога нешто такво ќе им се спомне, ќе рече вие од Белата палата, ајде да зборуваме со факти. Сите бегаат. Оваа држава е веќе несигурна за нас кои што сме тука родени и живееме, а не пак за некој да дојде да инвестира. Кај ќе инвестира? Кај ќе инвестира, во која институција ќе подне документи, дали некој ќе му гарантира она што Заев ќе му го вети? Значи, Заев се гледа, го гледа како Сабајле изјавува едно, Попладнево истото го демантира, вечерта ќе ви потврди нешто сосема спротивно. И не е проблем тоа за него. И не седат пекер, не е тие пранкерите. Јас не знам уште што треба да се случи. Не знам уште што треба да се случи. Значи, сите вредности ни се паднати доле. Образование, еве да велиме иднината е во младината. Со кој образование? Со ова Мила Царовска што сака да ни го реформира насила? Со незината ароганција? Или стручност? Која стручност има Мила Царовска? Ја ставија во минатиот мандат, нели на истекот на мандатот беше вице-премиерка за економски прашања. Па не знам како. И на крај на краиштата прво и основно па еден Зоран Заев е 2 пати аболициран за криминал. Па што сакаме ние повеќе од тоа? Па нормално дека тој ќе ни носи криминалци во држава и на нив ќе им го возможува нивниот нелегален бизнис. Затоа во држава сите странски инвестиции ги нема. Пред некој ден минатата недела во Леар го видов фабриката која што првично ВМРО ДПМН беше седиштето нејзино во Гостивар, сега е во Тетово. Со тој проект се фали. Па тој е проект на ВМРО ДПМН. Или еве барем ако не беа кадарни за ништо ново. Кажав, наследија една добра економска политика. Мора за тоа, сведоци сме дека е така. Барем да го наследија, сите ги избрка. Се е заминато. Кој странски инвеститор имаме некој нов во нивно време? Или автопатишта? Се тоа нивно ветување го има на хартија, во нивните програми, план за живот, нели? Кај се ветувањата? Со кои ветувања би оделе сега? Јас не знам што би излегле тие на граѓаните и да им кажат, ајде сега се дел или цела партија во владите министри, кои ќе дојдат со кој кандидат за градоначалник ќе излезат? Со Шилегов ли ќе излезат? Со Курто Дудуш, со оној од Новосело? Со кого би излегле? Јас велам ВМРО ДПМН со заврзани очи да ги избере кандидатите за градоначалници, за да не се изрезам најлошите кандидати. Со заврзани очи да избереме наши кандидати за градоначалници, сигурно ќе бидат подобри од овие сегашниве на СДСМ. Што направија? Ништо. Ништо. Кога сме конкретно еве кај економијата, вие како пратеник, секојдневно стигаат предлог закони за нови задолжувања. СДСМ е 4 години на власт. Буџетот на државата е околу 4 милиарди евро, тоа 4,25 последниот. Да. Тоа се за 4 години 16 милиарди плюс оние буџети на локалните самоуправи се доаѓа сума за 4 години од околу 18 милиарди евро. А ние сме задолжени. Задолжени сме за плюс 2 милиарди. Не очекува ново задолжување за клинички центар. Не чека ново задолжување од милиарда и 500 милиони евра за коридорот 8. И да ве дополнам, го споменав на почетокот, брзиот автобуски превоз 70 милиони евра, 21,5 милиони евра за основно образование, 46 милиони евра беа за модернизација на земјоделие, за енергетска ефикасност 25 милиони евра. И секоја недела дополнително државата се задолжува на домашниот пазар на колегата хартија од вредност. Брендов има веќе е познат по тоа кога ќе излезе на говорница по ваков закон, па ќе започне нов ден, нова седница, ново задолжување. На највисоките Кој ќе ги враќа тие пари? Па тие, јас затоа велам. И не само ајде кој ќе ги враќа. Еве, нека биде сите ние ќе ги враќаме. Но дали тие ќе се реализираат? Тоа е најбитното прашање. Ние во октомври имавме заем еден од 90 милиони евра кој што се однесуваше за ковид кризата. Дали Земавме евро врзници. Дали некој виде дека нешто се вложи во здравството?
Дали некој им помогна на здравствените работници или дали некој ги сослуша пациентите како се третирани? Колку чини ковид пациент, ковид заболен или една куќа, колку го чини со сета она терапија која што ќе му ја препиша, со сите оние тестови кои што треба да ги прави не еден, нели на почеток, па помеѓу, па на крај, па после, а да не зборувам за вакцинација. Еве и денес добивме донација, така? Да, и денес добивме донација. Од декември месец Филипче и Заев не лажат дека вакцини ќе се набават. Во јануар, крајот на јануар, испадна дека ние законот го менуваме, дека сме немале законски овозможено пристап за некој да може да ни донира вакцини. Кој во тоа ги спречуваше? Дали ВМРО ДПМН? Или пакетите што се фалат за мене, знаете како, па кога сакаат да ги превртат тезите, ќе речат што вие сте против помош за економијата? Не. Ние уште на почетокот Наче Чулев кога беше дел од таа техничка влада, кога на пред првиот пакет мерки им велеше економијата каде ни е. Па после нели ќе прифатат, ќе извртат и ќе се представат еве со наш план и проект одиме и велат пети сега нели се најавува шести пакет мерки. Зошто немавме ние капитални инвестиции? Зошто во држава не се градеше еве со вакви буџети? Каде отидоа тие пари? Со првите 3 пакети ветија милиарда и 200 милиони евра дека ќе завршат во рацете на економијата во државава. Само 350 милиони заврши. Да, тоа беше потврдено од министерот Бектеши. Или Бектеши или Бектеши. Каде се 800, значи не е една сума, не е еден заем, а ништо не оди во држава. Значи ништо. Па за тие пари овој народ мака мачи имаме со по 120 денари на ден луѓе што живеат, тоа го признаа самите. А ваму овие шикуваат со милионски суми. А да не зборувам за односот како уште излегуваат по социјални мрежи, ќе ги видиме не со хеликоптери, не со мотори, не по кафеани, не со одмориве. Ги заборавивме да им ги споменеме тој што отиде во Куба беше Мексико. И другиот во Дубај. Тој отиде сега јабана, другиот ќе го браниме. Значи не знам, ова е крајно несериозно. Крајно и се на грбот на граѓаните. И убаво ќе речат, оваа држава и многу имала, но некој во ваква криза од пандемиската западнавме во економска и вака да се однесува. Тоа не само што треба да одговара, не сме да му се заборави, не сме да му се прости. Јас не знам како има адмирен сон, како еве на морал се повикувам, на етика, на совест. Па во деца се колнеше тој човек. Во деца паметиме како се колнеше. Значи како да му верувам? Не оплячка, значи до гола кожа не оплячка. Не знам уште што треба да се случи. Од каде ќе изнајмат? Затоа велам кај се овие пари. Дали повторно планираат за локални избори нешто такво да направат, ама ги предупредуваат, како што гледаме меѓународен фактор, така? Ги предупредуваат дека мора со опозиција да се соработува, не само во парламент. Нека не мислат дека овие избори така ќе им поминат. Не смеат да помислат. Еве кога сме кај корона кризата, светската пандемија, Светската здравствена организација предупредуваше што ќе се случи. Нашиве власти не убедуваа дека се е под контрола. Се е под контрола, дури за министерот Филипче беа подготвени оние стикери, имаат страшни пиар кампањи, тоа мора да им се признае. За пиарот да. Да. И сум им го признала јас тоа одговорница. За пиарот да, меѓутоа. Беа најавени изградба на 16 ковид болници, не видовме. До крајот на август, ден денес, мај сме, да. Ништо, потрошени пари, добија компании блиски до видовме кој на власт. Точно така. Вакцини започна во декември вакцинацијата секаде во светот. Ние касниме со месеци. Месеци се уште примаме донации. Кај средина на март прва вакцинација, да, се уште примаме донации. Многу неподготвени. Многу. Државава до сега има дадено преку 5000 жртви. Власта не чувствува и премиерот Заев кажа дека не чувствуваат никаква одговорност. Има луѓе кои што буквално зимаат кредити, си ги продаваат становите за да можат да се лечат во приватни клиники. Нема место за нив во државните. Имаме случаи на медицински персонал кои што се бореле, кои што починале. Сеќаваме на примерот на возачот на брза помош, за кој што се собираа средства за лечење во приватна клиника. Човек кој што има спасено илјадници животи, на крај неговата фамилија да моли за помош, да се собираа средства.
Каде е државата во? Не, еве, Во исто време премиерот Заев и министерот за здравство се возикаат со со мотори, хеликоптерот, да, со и хеликоптери, со мотори и низ си цела најдо држава. оправдување за тој летот со хеликоптерот дека Дека мора било поевтино. Да. Значи, Вие зошто не одите со хеликоптер? Јас Не ви затоа е прашав, поевтино? ајде на се ова, може би мислат уиграни себе и со судска власт, нели тој ќе беше и реформатор и се назначи за реформатор на судската власт во првиот мандат, но совест, дали навечер мирно спијат или се под некоја терапија. Јас навистина не знам во денот со некој човек да се запречкаш во случаен разговор за обична банална тема, па отпосле ќе се преиспитуваш дали сум јас виновна, дали го повредив, а не за вакви крупни работи. Значи зборуваме за над 5000 починати, тие ќе ви решат целиот свет се справува со пандемија. Да, ама дали е Ама се справува. Ама клучниот збор е справува. Кај нас со што се справуваме? Кај нас со што се справуваме? Еве сега, вчера беше мислам на комисија на пленарна седница точката за законот за дополна на законот за здравствена заштита, со кој што тие си, значи буквално тоа е само на хартија ставено, со кој што ги изедначија цените во приватно и во јавно здравство. Се расправавме многу долго на комисијата за здравство пред да дојде на пленарна седница овој закон, иако многу доцна најпрво доаѓа. Значи наназад колку луѓе има кои што платија, продадоа куќи, станови, кредити, некои од нив на крај и со жртва дома, така? Да. И сега им велиме, ајде да се договориме, правевме пауза. Не е сега битно, затоа што, внимавајте, Филипче вели, нема таков случај да се случило да немало место во јавно здравство, да пациент бил приморан да оди во приватно. Тоа било исклучиво само по нивна желба. Значи, ако е така, ова изедначување на цени, ама апсолутно нема потреба. Ако е така како што тврди Филипче. Значи е само закон за на хартија за да се рекламираме, еве мислиме. А ако се навистина совесни како што тврдат, тогаш ние им предложивме да има рефундација на средства за сите кои досега пред носењето на овој закон имале трошоци. Немаме вика толку пари. Па како така, од сега ќе важи, од сега не. Тие направиле трошоци. И тоа им велиме не во МРДПМ, не методологијата, нека ја оцени Фондот за здравствено осигурување. Кои документи ќе им ги бара, врз основа на што ќе ја определат рефундацијата и така натаму. Не вели, не може, немаме толку средства. А има средства за сите останати работи. Понатаму, велиме, тој вели Филипче, ги ограничува цените во приватното здравство од 700 негде од прилика до најмногу 4000 евра, доколку некој по своја волја, значи од моментов кој ќе се доне, по своја волја оди да се лекува приватно. Тоа што значи? Им ги намалува цените на богатите. Ние му велиме, има пациенти кои што се на листа на чекање, не можат да се оперираат. Еве, например, очен притисок, глауком е медицинскиот назив на болеста. Знаете што значи некој пациент со глауком да чека да не може да се оперира? Месеци и месеци. Да, тоа може да доведе до слепило, тоа не е мала работа. Нема вика таков случај. Ама еве ако нема, тогаш не е ништо страшно доколку се случи. Да не чека човекот, нека ја направи таа услуга во приватно здравство по цена како во јавно. Не ви кажеш че изменаџирам тоа со смени, не сме да се случи во ред. Третиот наш предлог, терапијата која што се препишува за болниве. Само во случајов на криза, витамини, имунотерапија и слично, дајте да ја ставиме на позитивна листа, иако тоа никогаш не било, но криза е. Да ја ставиме на позитивна листа само додека трае пандемијава. Не, ништо не прифатија. Дајте да направиме бесплатни ПСР тестови. Ги споменав колку трошоци само народ има направено за нив. Бесплатни да бидат и во јавно и во приватно. Не вели и тоа многу ќе не чини, ги ограничија цените на ПСР тестовите во приватното да бидат 1850 дена. Затоа велам, и законите што ги носат, може да ги сфилуваат, пиар-од нивни да ги направат не знам како добри. Кога ќе прочепкате, кога ќе ги отворите, ама апсолутно ништо не значат. Еве конкретно овој закон значи дека им ги намали Филипче цените на богатите, на оние кои што по своја желба ќе одат да се лекуваат во приватно здравство. А да не зборувам дека оваа промена доцни. Така? Нели сега еве почнува вакцинацијата како така, очекуваме да се намалува бројот, како и што реално, ако се и бројките реални, нели имаше еден американски
часопис за здравје, некој совет, некоја исто така мислам институција која што се занимава сериозно со анализи не објавија дека ние ваѓаме фейк лажни вести за податоци за корона починати значи не знам како да кажам, ако со ова се играат, јас на вистина не знам, тоа нешто се криминалци, тоа се воени профитери, Кукич. Војна немаме, но Филипче е класичен воен профитер. И нели последно со вакцините што се обиде да направи и вели не е така, па Вие како политичка партија ја обзнанивте таа информација, вие бевте детектирани од нивна страна и оцрнети во јавноста дека вие ширите лажни вести. Да, и дури не прашува дали дека председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на брифинг со новинарите. Точно. Ни ги даде документи. И ме праша дали не се плаши Христијан Мицкоски. Кој треба да се плаши? Христијан Мицкоски или овие што го прават криминал, што се фатени до тука со криминал? Со рацете во медоце исполепени, значи нема област каде што тие не се замешани, значи буквално една потврда некој човек да извади за нешто, некој ќе го рекетира. Затоа велам, народов седи дома наведнат со глав и тоа му одговара на оваа власт. Му одговара. Уплашен народ, очаен народ, ама мислам дека токму тој народ на следни избори ќе го казни за. Нема кого тој да подкупува, со што ќе го подкупи. На една страна тој тежи милиони евра, со што ќе го подкупи, со пакет брашно или со 6.000 денари. Сето тоа му се истроши. И затоа реков со кои ветувања, со кои кандидати, со кои проекти. Ништо. Истрошени. И затоа мислам дека сега Заев никогаш не бил за подценување, ниту за преценување, но ниту за подценување. И мислам дека сега се најопасни, бидејќи се свесни до каде стигна, мислам дека се сега најопасни. Или ќе се обидат уште некој тежок криминал да направат, мислам на плячка, или ќе се обидат со некакви подметнувања, уцени. Значи класично, тоа е нивни начин, нивни метод на работа. Кај пиарот, вие обзнанувате информации од собранието дека они како власт не се согласуваат да исплаќаат пари да ограничат цени на ПЦР-те на пониски суми, да бидат обештетени граѓаните. Ние предлагавме бесплатни да бидат. Дека еве портпаролот на вашата партија Димчо Арсовски обзнанува афери каде што држава троши стотици илјади евра за пиар активности. Има кампања од 280.000 евра за борба против корупција. Да, и другата е исто така близу 300.000 евра за успешна вакцинација. Да. Ние ќе си имавме успешна вакцинација ако си започнеше како што ветува. Имаат уште една од 100.000 евра за испитување на јавното мислење за работата на владата. А внимавајте, истите тие обвинуваа на времето кога владата на ВМРО-ДПМН нели правеше маркетинг за привлекување на странски инвестиции. Кога нешто им одговара, ќе се споредат со минатите влади на ВМРО-ДПМН. А ви велам, кога нешто не им одговара, тогаш тука ќе ги наредат. Да, Бела Палата, Груевски, Скопје 2014. Па нели тие велеа дека ќе бидат подобри? Па тие дојдоа со нема правда и нема мир. Сега се здружени со криминалците. Ама сега се тие советници во влада. Така. Советници. И жртва. Владата има надворешни пиар советници, кои што открија дел од имињата, меѓутоа тоа беше за исплати само за 1 месец, што е со 4 години наназад. И што е со работи кои што уште никој не ги знае. И кога ќе ги фатиме на дело, ќе излезе или Шеќеринска или некој од пиарот, ќе речат ние сме транспарентни. Затоа е ова вака. Како се тие транспарентни? Транспарентни кога ќе ги фатиме на дело во криминал? Не знам. Господи Становска, еве за крај, вие како пратеници започнавте серија средби со граѓаните. Втората половина на октомври не очекуваат локални избори. Какво е расположението помеѓу народ? И дали очекувате одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните избори? Благодарам за прашањето. Тоа е едно од прашањата кои што ги поставуваат луѓето. Еве прв викенд помина, јас бев во мојот крај во Гостиварскиот и прашањето е тоа дали ќе има воедно и предвремени локални избори. Јас не би го исклучила тоа како неможно, бидејќи со секој ден, значи со секој нареден час нас може се што да не изненади. Не би го исклучила и тоа да е возможно. Но еве и да не е, сметам или моја прогноза е дека од сега до година дена плюс, значи следната година овој период, јас предвидувам дека ќе има предвремени и парламентарни избори, бидејќи со локалните избори
одзивот од теренот не само што го очекувавме, реален е. Народот е разочаран. Вели веќе немаме држава, до кога вака, значи полошо не било, нема полошо, се надеваме на подобро. Јас им велам, ајдете сите заедно. Некој не може сите да бидат пратеници или сите да бидат лидери на партија или не знам советници, кандидати за градоначалници, но секој со својата борба, ние ова зло мора да го победиме. Не сме злото да надвладе, не сме криминалот да надвладе, не сме неморалните вредности да победат. Мене ми е јасно дека Заев и оваа констелација на власт направија така да се чувствува овој народ. Во оваа држава мнозинството се оние кои што се крепат гребејќи се на власта, мнозинството се оние кои што сакаат да поминат полесно затоа што се дел од власта, мнозинството се оние кои што полесно се стекнуваат до дипломи, па и до магистратури и до докторски дисертации и така натаму, но гледаме дека тоа никаде не одведе. И порачувам, се бориме и сигурна сум дека ВМРО-ДПМН на следниве локални избори ќе му го покаже црвениот картон на Зоран Заев и тоа ќе биде знак дека ќе имаме и предвремени парламентарни. Но мора да сме свесни и со нашите прво градоначалници кои што ќе станат како градоначалници на ВМРО-ДПМН, дека работата мора да се свати сериозно. Дека не сме да има пропуск за ниту еден, дека не сме да има телефонско јавување, да не помисли некој некому да се јави за некаква си ургенција. Се да биде строго поред законот. Јас не велам дека ВМРО-ДПМН ќе се реваншира, туку ВМРО-ДПМН ќе си работи строго по закон. А кој би се плашел од законот? Оној кој што не го почитува. И за мене тоа пораката. Реваншизам не, но строго по закон. За секој. За секој. И за мене, и за сите кои што мислат дека од ова држава не бидува, дека држава бидува само со еден рестарт. Рестартот започнува прво од мене, па после од сите останати. Личниот пример, личниот авторитет да ги искористиме за подобра Македонија. И така Македонија ќе добие авторитет и подруга слика во светот, во меѓународната заедница, за утре Македонија да биде почитувана како држава која што има збор, која што има квалитетен кадар, квалитетно образование, а не држава која што се направи преку трупа, која што сите процеси иреверзибилно ги почна. Образование сакаат да реформираат од четврто деление, земјоделие сакаат да реформираат со незадоволен земјоделец. За здравство кажав немам коментар. Значи немам коментар. Затоа нема доктори. Плюс не го спомена во законот оној дел кај што законски сака и направија да не можат приватни здравствени установи да вработуваат кадар од јавни. Во некој дел може би иако е противуставно, либерализација на пазар мора да има, но мислам дека тука им е намерата, бидејќи им се случи отказ да дадат, се сеќавате на почетокот на пандемијата кога дадоа отказ неколку медицински сестри, мислам дека тука клучната поента им е да повторно со закана да никој не помисли да си поднесе оставка за време на пандемија, затоа што ќе остане без работа. Уцени, закани, криминал, корупција, тие мора да завршат со завршувањето на локалните избори, кога СДСМ конечно ќе изгуби, затоа што тоа го заслужил, и кога ќе дојде онаа власт која што ќе работи строго според закон и устав. Ви благодарам, госпоѓа Стојановска, за одвоеното време. Исто јас, ми беше чест. Ви благодарам. Вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин беше госпоѓа Дафина Стојановска, пратеник во Македонското собрание. Имајте убава вечер.